Добар ден, денеска гостин во Република ТВ е Лабина Митевска, директорката на фестивалот Браќа Манаки. Добар ден, Лабина. На јубилејното 35-то издание на фестивалот Браќа Манаки продолжува традицијата најважните македонски остварувања, филмови прв пат да се прикажат во рамките на фестивалот. Така беше и пред 3 години, кога фестивалот се отвори со трето полувреме, се затвори со Балканот не е мртов. Лани имавме премиерата на Соба со пијано, а годинава го чекаме долго очекуваниот До Балчак, кој ќе се прикаже првиот ден на фестивалот, а ќе се затвори фестивалот со драмата на Антонио Митрикевски Деца на сонцето. Што значи ова за Браќа Манаки, воопшто за Македонија, оваа традиција со прикажување на македонските филмови? Никако ова го започнавме на наше големо задоволство затоа што имаме македонски филмови пред се и она што успеавме во последните неколку години да направиме не со многу убедување да македонските автори со задоволство прифаќаат и ни ги даваат премиерите токму на нас во битола на фестивалот Браќа Манаки. Мислам дека воопшто целта на еден фестивал, освен да се прикажуваат филмови, да се носат гости за публиката, дискусии, работилници и сето тоа пропратните програми, е цел и да се промовираат наши собствени филмови и да се промовираат македонски автори. Не е тоа нешто што ние сме го измислиле, тоа е нешто што е практика и на Кан, каде што секогаш во нивната селекција има најмалку 2-3 француски филмови, тоа е практика и на Берлин, практика и на Венеција и на секој фестивал. Мислам дека и тоа идејата на секој фестивал, така да со задоволство секогаш кога имаме нови филмови, кога имаме добри автори, се трудиме и сакаме да ги прикажеме нивните филмови. Оваа година за голема среќа го имаме долго очекуваниот филм, еден од најамбициозните досега проекти во македонската кинематографија До Балчак, така да сме многу среќни што на 14 ќе можеме да ја угостиме оваа екипа. И го имаме филмот на затварање, новиот филм на Антонио Митричевски. Имаме уште 2 кратки филма кои што се исто така во главната конкуренција. Одличен филм Убаво време за умирање, многу убаво снимен филм, и филмот кој што беше во Ротердам, една копродукција Пештера, кој што се прикажува на 18 септември во големата киносала. Најавивте богата програма и на ова издание на Манаки од вкупно 76 филма во сите 8 програмски категории. Дури 20 се македонски проекти или филмски копродукции од Република Македонија. Уште не го откривате филмот со кој ќе биде отворен фестивалот, како специјалниот гостин, но што би му препорачале на влюбеникот во филмот? Кои филмови не смее да ги пропушти во битола? Деле, мене ако ме прашате, ја речам сите, но невозможно е сите да се видат, но мислам дека оваа година имаме исклучително интересна програма. Имаме за секого по нешто. За мене секогаш, како и во Кања, многу ретко одам да гледам главната конкуренција, секогаш одам да ги гледам Uncertain Regards и Critic Week. Така да за мене оваа година интересни се програмата Нови визии, затоа што се нудат 5 дебитантски филмови. И знаеме дека некако доаѓа време каде што се потешко новите, младите режисери може да создадат филмско дело. Едноставно финансиските конструкции се потешко се создаваат, затвараат, и така да се одлучивме оваа година да прикажеме 5 авторски дебитантски дела, многу интересен филм од Индија, од Перу, од Африка, од Србија. Исто така за мене секогаш актуелна е документарната програма. Некако во Македонија немаме традиција се уште да пратиме, да гледаме, да уживаме во документарниот филм, но апсолутно тоа е еден тренд во последните неколку години во светот. Мислам дека документарната и Евгенија Теодосиевска секогаш прави одличен избор, а од главната конкуренција сите. Мене ми е еден од омилен ми е Племето, Трајб, еден шокантен, еден иновативен, еден нем филм, еден филм кој што ја освои критиката на неделата во Кан, освојувајќи неколку награди. Левијатан е одличен филм. Не знам,
Still the Water, еден женски, поетичен, многу убав филм. Го имаме Идак, го имаме Берлинскиот победник, така да ја можеби не сум правиот човек да препорачувам нешто, бидејќи се ќе препорачам. Дали филмот кој ќе го отвори фестивалот е поврзан и со специјалниот гостин кој го најавувате? Тоа ќе го знаеме во вторник на 9 септември. Оваа година се одлучивме за мало изненадување, па се надевам дека и публиката и новинарите и филмските работници ќе бидат задоволни. Гостувањето на големите филмски автори и актерски звезди во Битола е искрено за почит. Велите дека и најголемите мечти не се неостварливи ако се работи умно, но и постојано. Ќе биде ли годинава Македонија преку браќа Манаки сјајна звезда на филмското небо? Ја искрено се надевам. Јас секоја година стремиме кон тоа и секоја година сакаме да одиме едно скалило повеќе и секоја година сме малце поамбициозни и токму таму и доваѓа логото на овогодишниот фестивал, не кон звездите како филмски звезди, него кон звездите како на нешто недостижно кое секогаш пружаш рака и сакаш да го фатиш, како што мојата ќерка сега вика, фатам, секогаш сака да фати нешто што не може и секогаш се подига на прсти. Мислам дека и тоа е идејата на Манаки, да секоја година малце повеќе се подигаме. Мислам дека оваа година имаме исклучителна програма и многу интересни гости, така да, мислам дека тие 7 дена ќе бидеме една сјајна звезда. Ова е ваш трет успешен мандат како директорка на браќа Манаки. Во претходните мандати успеавте да ги донесете Дерел Хана, Кетрин Денев, Викторија Брил, најголемата звезда. Колку напор, знаење, приватни врски, предпоставувам, се потребни за да се организира фестивалот рангот на браќа Манаки? Па многу. Мислам дека, и тоа неколку пати сум го кажала, мислам дека кога прифатив да го водам браќа Манаки, малце и наивно беше сето тоа од моја страна, затоа што не бев свесна што значи да се предземе еден ваков фестивал и да се води ваков фестивал, кој што има навистина скромен буџет во однос на другите фестивали, не во светот, во регионот. И бара многу работа, бара многу труд, јас како лабина сум workaholic и не се плашам од работа, но има моменти кога се викам, ова е премногу. Не знам дали ова ќе можам да го избуткам. Посебно што кога прифатив да го преземам фестивалов, воведов многу новини кои мислам дека се покажуваат како добри, но тоа за мене значи во септември 19 или 20 кога завршува, веќе од 1 октомври започнуваме со припреми за новото издание и тука најчесто најголем терет паѓа на носењето на лауреатите, носењето на звездите, контакти, постојани преговори, постојани имејли, постојани телефонски разговори. И не можам, обично кажувам кога правам филм, сето тоа е креативно уживање, креативни турбуленции. Во фестивал тоа немаш. Значи не е уживање, уживање ти се 7 дена кога ќе помина добро, а сите припреми се едноставно дел од работата. Годинава фестивалот одбележува 35 години, еден убав јубилеј од постоењето. Почна 79-та како средби, како смотри на снимателите од поранешните југословенски простори. Денес вака кога ќе погледнете од дистанца по 5 години ваша успешна работа, како вам ви се чини денес Манаки? Мислам дека Манаки е апсолутно, не можам да кажам, е најстар фестивал посветен на директорите на фотографија. Мислам дека е кон одлична линија која оди нагоре. Треба уште многу да се работи. Мислам дека уште многу работи, уште многу новини може да се донесат. Но мислам дека и тоа е интересно, што за мене не би бил предизвик доколку се би било совршено. Така да, но мислам дека апсолутно имаме гости кои доваѓаат, се одушевуваат, се враќаат, еве годинава, дури половина и повеќе од конкуренцијата се
автори кои сакаат повторно да дојдат, големи имиња во светската кинематографија, директори на фотографија, но сакаат да се навратат. Дури ни се случува години кога ни пишуваат, а филмовите не сме ги избрале и имаме и такви ситуации. Но мислам дека е и мислам дека е една од најважни манифестации во културни манифестации во Македонија. Имаме убави јубилеи, односно вие имате убави јубилеи годинава. Има, значи, 35 години фестивал Манаки, вие сте 5 години директорка, 20 години од прикажувањето на Предождор, каде имате Леле, тоа е страшно, кога ќе помислам пред 20 година, една од главните улоги. Каде вам ви летна времето? Мене страшно ми лета времето, да се вака кога ќе се потсетам колку години се поминати од Предождор, но да, навистина убави јубилеи. Многу сум горда што Друштвото на филмски професионалци одлучи македонската звезда, таа ново воспоставена награда, токму да ја додели на Милчо. Мислам дека она е апсолутно еден од најзаслужните наши автори за промоција на македонската кинематографија. Мојот живот се смени со тој филм, со Предождот, можеби тогаш сонував дека ќе бидам историчар на уметност, денеска се занимавам со сосема нешто друго, барем сум се уште во уметноста, не сум во политика. И така да, убави јубилеи. Се надевам дека ќе се релаксираме и уживаме во овие јубилеи во битова. Вие сте дама со истенчен вкус и дали останувате верна и на македонската дизајнерка Александра Митковска и дали повторно ќе носите нејзини креации на свеченостите во Битол? Мислам дека Македонија има исклучителни дизајнери кои постојано ги откривам, бидејќи сме навистина многу креативни во многу полиња, но ете се покажува и дека сме во тоа поле, не само со дизајнерите, туку и например дизајнерите на накид. Да, ќе соработувам дефинитивно повторно со Александра, она е една од моите омилени дизајнери, но го оставам тоа и мислам на Дубај. Благодарам. Фала многу.